Како што веќе реков, по кратка пауза ние се враќаме повторно тука во отвореното студио 1 со колегата Дејана Андуновиќ, каде што и денес секако ќе ни даде една опширна анализа, детална во однос на тоа што се случува во регионот и во светот. Најпрво, јас би започнала во однос на она што е најголема вест во светот. Така, тоа е дека по 7 години изминати во амбасадата на Еквадор во Лондон, Асанж е уапсен, но првин да го погледнеме прилогот кој што го подготви колешката Бојана Нојќ на оваа тема. Британската полиција денеска соопшти дека го апсила основачот на Wikileaks Џулијан Асанж. Во соопштението на британската полиција се навидува дека 47-годишниот Асанж бил уапсен врз основа на налог на судот во Вестминстер, издаден на 29 јуни 2012 година, затоа што не се јавил на суд во предвидениот термин. Апсењето на Асанж следи откако властите на Еквадор соопштија дека решиле да му го укинат дадениот азил. Австралиецот се прослави по објавување серија американски тајни документи, вклучително и за војните операции на САД во Авганистан и Ирак и за условите во затворот во базата Гвантанамо на Куба. Во 2010 година САД издадоа потерница по него под обвинение за објавување доверливи информации, пошто Асанж замина во Шведска каде побара азил. Меѓутоа набрзо во Шведска беше обвинет за силување, но тој тврдеше дека обвинувањата се со цел тој да биде уапсен и потоа Шведска да го екстрадира во САД, поради што замина во Велика Британија. По ова шведски суд објави меѓународна потерница врз основа на која британската полиција го апси во 2012 година, но тој беше ослободен од притвор со кауција до завршување на судскиот процес за негова екстрадиција во Шведска. По ослободувањето од притвор, Асанж во август 2012 година се засолна во амбасадата на Еквадор во Лондон, која му даде азил и тој изминатите 7 години ги мина во зградата на дипломатското представништво. Порталот Wikileaks, повикувајќи се на извори на владата на Еквадор, на 5 април објави дека во следните часови или денови Асанж ќе биде протеран од еквадорската амбасада во Лондон. Како повод за укинување на азилот и за негово протерување, еквадорските власти ќе го искористат објавувањето на корупцијски скандал со офшор компании, во кој е вмешан председателот на Еквадор, Ленин Морено. Минатата недела британскиот министер за надворешни работи Џереми Хант изјави дека Асанж е слободен човек и кога ќе одлучи може да ја напушти амбасадата на Еквадор. Да, го погледнавме прилогот на колешката Бојана Нојќ, а сега подетално да прокоментираме и да анализираме новата. Па анализата е тоа дека после 7 години Џулијан Асанж, контраверзниот новинар и собственик на контраверзниот портал Wikileaks, после 7 години предстои во азил во еквадорската амбасада во Лондон, е уапсен е бидејќи властите на Еквадор пред нивниот председател му го симна имунитетот, односно по дипломатските тие канали се знае дека доколку во едно дипломатско представништво предстојува некој, власта не може на таа земја домаќин да влезе без дозвола на тој чија е амбасадата. Една од причините зашто Еквадор му го укина, да кажеме, го укина заточеништвото на Асанж да може да се крие во амбасадата е, како што рекоа тие, продолжувањето на Асанж да се занимава со хакирање, со објавување на пикантни, строго доверливи и шпекулативни информации против земите во светот, пред се ми се чини против Соединетите Американски држави, западните сојузници, и поради тоа Еквадор не можел веќе тоа да го толерира, па оттаму им го одзема имунитетот и им дозволи на британската полиција да влезе внатре и да го апси. Она што го видовме во прилогот е неговиот физички изглед дека е доста изменет. Тој носеше една книга која е доста контраверзна, која е напишана пред 20 години од контраверзан автор, во која се пишува за заговорот на големите корпорации против светски корпорации против човечката популација на земјината топка. Токму тоа и му беше мотивот изминатите години тој да се занимава како некој вид на Робин Худ, кој, ќе подсетам, тој го формираше Wikileaks и почна да објавува пикантери и строго доверливи информации кои ги добиваше од сите страни на светот и ги објавуваше. Најповеќе имаше, иако од почеток Wikileaks беше формиран за објавување на тајните на Кина, на Русија, после известно време се виде дека најголем број на тие тајни податоци и пикантери доаѓаат токму против Соединетите Американски држави. Ми се чини дека
во 2002 или 2003 година најголем Wikileaks кога највеќе излезе во јавноста е која е објави онаа контраверзна снимка од американскиот воен хеликоптер Апачи во Ирак, ми се чини, каде што одгоре се гледа како пука низ цивилни цели, како убива 18 луѓе цивилни во Ирак, меѓу кои двајца новинари на Reuters. Тогаш се сеќавам и самиот бев новинар, тоа направи огромна помпа во светската јавност, а Асанж и Wikileaks добија светско реноме и го добија она реноме, пак ќе повторам, нешто како Робин Худ, кој и самиот во изјавите велеше дека неговата цел е да се бори против неправдата на големите корпорации, против човечката популација и големите сили кои ги злоупотребуваат властите за да се богатат, а обичните луѓе да испаштаат. Тој продолжи понатаму, над 10.000 ми се чини, имаше информација дека над 10.000 тајни информации има објавено Wikileaks под негово раководство. Откако стана многу опасен, властите, светските власти пред Соединетите Американски држави му покрена истрага за неколку работи, но ми се чини дека најголемата истрага поради која избега во Лондон и во амбасадата на Еквадор беше дека за време на неговиот престој во Шведска извршил сексуален напад, односно силување, оттаму шведските власти побара екстрадиција да го судат и да го затворат. Тој поради тоа избега во амбасадата во Лондон барајки азил, ја доби во Еквадор, во еквадорската амбасада и 7 години откако престојуваше во еквадорската амбасада утринава е уапсен. Времето ќе покаже дали, како што велише Робин Худ или не, Да, и дали ја постигнал целта која што ја имал. Па вака, еве уште еден од тие што му е на некој начин Асанж пандан, тој Едвард Сноуден, поранешниот разузнавач на американските тајни служби. Тој за апсењето на Асанж изјави дека може критичарите ќе бидат пресредни што е уапсен, но ова е мрачен момент за историјата на слободата на медиумите. Ќе потсетам дека и самиот како се вика Сноуден, како разузнавач, зема огромен број на доверливи податоци, како повторно ќе кажам, не како новинар, тука како разузнавач, зема доста доверливи документи и избега од Соединетите Американски држави, потоа почна да ги објавува преку други некои медиуми и тој стана опасен за американската национална безбедност. Но тој не отиде во никаква амбасада, туку избега во Русија, каде што таму доби азил. И уште нешто што сакам да додадам, да ќе останам должен, е дека еквадорските власти денеска изјавија дека побара од Британија, вие уапсете го Асанж, но не смеете да го испорачате во ниту една држава каде што има смртна казна и каде што има доживотен затвор, алудирајќи на барањето на Соединетите Американски држави, бидејќи се смета дека Шведска ќе го затвори ради тој сексуален скандал кој ќе трае 1-2 години како затворска казна, но Соединетите Американски држави Асанж го бараат за подривање на американската национална безбедност, а тоа значи сигурно доживотен затвор доколку биде екстрадиран во САД. Апсењето на Асанж се случи во Лондон, но во Лондон во владата на Велика Британија им тежи уште едно прашање, тоа е Брекзитот. Подолго време им тежи тоа прашање. Да, последната информација дека Брекзитот се одложува до 31 октомври. Да, тоа е голем, да кажеме, големо купување на време. Конечно успеа да се согласат да го пролонгираат Брекзитот, но она што води пролонгирањето, освен што Британија не излегува сега, туку до 31 октомври, нашите колеги во медиумите, во странските медиуми веќе дадоа опаска дека Британија ќе излезе на ноќта на вештерките, кога, нели, тоа е тој датум, тоа е тој празник, но она што е интересно е што Британија сепак ќе мора да учествува во европските избори, во изборите за Европскиот парламент, нешто што сака да избегнат и европјаните и Велика Британија, ако се земе во предвид дека доколку ја напуштаат Европската унија, зашто би бирале, нели, зашто би имале своји представници. Да. Но роковите испаднаа такви какви што испаднаа, меѓутоа европјаните изјавија европските лидери пред се Емануел Макрон дека е постигнат најдобар можен компромис за Брекзит и дека морале оваков компромис да постигнат бидејќи не е важна ни Британија, ова се што се случуваше со Брекзитот многу почна да влијае на функционирањето на Европската унија, па моравме оваков компромис да направиме за да може да продолжи Европската унија да функционира.
Исто така ми се чини дека сегашната европска администрација се согласи на овој чин да биде 31 октомври, бидејќи Брекзитот ќе го решава некоја друга американска европска администрација. И она што е последно се анкетите во Британија, каде што се вели дека лабористите ќе добијат поголем број на пратенички места во Европскиот парламент одnosno владеачките сегашни конзервативци, што само укажува дека доколку се суди по анкетите, дека конзервативците веројатно ќе победат и на евентуалните предвремени парламентарни избори во Британија. И повторно на теза ќе ја кажам дека најверојатно пролонгирањето до 31 октомври ќе покаже дека сегашната конзервативна партија, владеачка конзервативна партија на Тереза Меј ќе ги загуби во редните избори доколку ги има во Британија, а лабористите на Корбин веќе рекоа, доколку дојдат на власт, тие ќе го поништат Брекзитот и ќе вратат Британија во Европската унија. Накратко, по полека истекува времето, не мислам дека имаме накратко време да анализираме во однос на тоа што се случува во Судан. Таму има воен удар, ако не се лажам. Да, ние до овие 3-4 дена ги анализиравме состојбите во заклучивме дека покрај Азија, покрај Латинска Америка нешто се случува на африканскиот континент и додека ги следевме 3-4 дневните обиди на либиската опозиција, либискиот генерал Хафтар, кој тргна на кај Триполи да ја бутне либиската влада, се уште не успева со пучот. Во Судан некако суданската армија преку ноќ го тргна актуелниот претседател Башир, кој владееше со Судан околу 30 години и кој пред 30 години на власт дојде токму на ист начин со воен удар, но тој тогаш го предводеше тој воен удар и остана на власт 30 години. Сега тој е урнат по ист начин како што е и дојден. Армијата, суданската армија ја презеде контролата врз Судан. Судан е интересен, морам да потсетам, иако е африканска држава, тој е бивша британска колонија, така да таму има и рудни богатства и не е случајно што се борат луѓето за кој да дојде на власт. На Башир е уапсен бидејќи имаше повеќе неделни протести на опозицијата и на граѓаните кои не се согласуваат со начинот и квалитетот на кој живеат. Веројатно се вмешани некои странски интереси, но она што е последно е дека Башир е уапсен и дека најверојатно ќе му се суди за воени злосторства. Инаку сега свргнатиот претседател Башир беше баран и од Хашкиот суд бидејќи за воени злосторства, бидејќи е вмешан во масакрот кој беше направен пред 20 години во областа во Судан, се викаше Дарфур, каде што кога опозицијата го дигна својот глас, тогашната власт предводена од него направи буквален масакар убивајќи неколку стотици луѓе. Дејан, ти благодариме за гостувањето, секако гледачите може да те погледнат и утре и во наредните денови во терминот оној стандарден термин 15:40, а вие почитувани гледачи сега мора да го затвориме овој блок Отворено студио 1. Се враќаме со Елена повторно во 17 часот, а сега останете со програмата на 1 ТВ. Следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова.